Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Mir vam, tatko moj. Ti blagodaram što i u ovoj den me držiš zdrav i ispraven. Što i u ovoj den mi dozvoluješ, me oblikuvaš, me učiš da čekoram potesната патека на љубовта. Нека секој збор што ќе го изговорам денеска биде со твојата сила, со твојата мудрост, во твојата љубов. Ти зборувај низ мене. Не ја што сакам, туку нека биде твојата волја и во овие слова да оживеат во дух и вистина, да бидат дух и живот за оние што ги слушаат, да го повикаат твоето име, да се покајат и со срцето да разберат, со срцето да разберат како се застанува пред Исус Христос, како се доаѓа пред семокниот Бог, како се прима исцелување, како се прима Исус да живее во твоето срце. Тоа се сите моменти, како се дозволува вие да бидете жив камен во Исусовата црква, чија што глава е Исус Христос, како се дозволува покорност на секоја мисла, да биде во служба на Исуса Христа, да ги имаме истите мисли. И ми вели еден сотрудник како кога пишува моите мисли, не се ваши мисли, да пишува. Тачно е. За да ни каже дека треба неговите мисли. Неговите мисли. Зашто кога ние знаеме што е добро и зло, тогаш јадеме од дрвото на познанието на доброто и злото и умираме. Бидејќи Адам беше со Бог и Ева, и им рече од сите дрва само од тоа не јаде, оти ќе умрете. И Адам јадеше. Без разлика дали душата, жената, змијата се внатре во него. Или зборува за една приказна која ја раскажуваат христијаните. Знаете, тешко луѓето се менуваат. Сите го бараат своето. Своето, а не она на Исуса Христа. Познавам луѓе, например, се дружиме долго време и секогаш на истиот проблем се застанати. Што им рекол некој ним, како некој ги повредил и не ги почитувал. Знаете, има луѓе што умираат во рак, во болки, немаат екстремитети, неподвижни се. А вие се секирате што ви рекол некој кој е дел од телото сатанско, паднатата природа, спротиставените на Бог, кои немаат љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, ако некој те удри по десниот образ, завртимо го и другиот. А ти, зошто не го завртиш другиот, а велиш дека си христијанин? Тогаш ти излегуваш од законот на љубовта. И ова слово можеш да го цитираш колку што сакаш. Словото без дух е мртво. Не е само словото. Да беше само словото, сите ќе беа спасени. Послушност кон словото е друго. Слушање на словото од едното уво ти влегува, од другото ти излегува и не го почитуваш тоа. Дали ти ја живееш љубов? Има коронавирус, например, во Македонија. Се исплашија сите и црквите и заедниците. А каде е тука
Исус Христос, каде е мојот татко семокниот во луѓето не сакаат да се менуваат. Изрегле од една заедница, отишле од друга па од трета. Тоа што им недостасува е Исус. Кога ќе го примиш Исус, ти ќе бидеш заедницата со Него. Во твоето срце може да живее Духот на Семокниот Отец со Исус, да направат сокровиште. И тогаш ти ќе се менуваш. Нема да зборуваш од себе, Он ќе зборува низ тебе. Тогаш Он, его, Он. Матеј 9, зате ти велат Матеј, тоа не е од Матеј. Тоа е во дух напишано. Стариот завет, напишан во дух, не го разбираат. Го распнуваат Исуса, мислат дека го знаат писмото, го знаат Бог. Опасна категорија кога го знаеш Бог и писмото. И кога го цитираш суетно самоуверено, а немаш љубов, го немаш Исус во срцето. Тоа се фарисеи и садукеи кои седат на Мојсеевиот престол. Затоа состојбата во поделените заедници, телесни заедници, телесни, е таква. Црквата Исусова е духовно заедништво. Вие сте живиот камен во неговата црква. Вие сте негов представник на земјата. Ако велите дека сте, а немате љубов, тогаш слава ти Господе Исусе Христе, те сакам, Татко мој небесен. Се враќам пак кај тебе. Ако велите дека сте со Него, а немате љубов, тогаш сте вие прељубодеец и правите грев против Светиот Дух. Бидејќи велите дека гледате, гревот ви останува, а не сте слепи, нели? Тогаш нема да ви биде простено ни на овој, ни на оној свет. Тогаш Он влезе во еден кораб, се врати назад. Исус е влезен во кораб. Вие сте во кораб, вашето тело е кораб. Исус се спушти, се откажа од човечката природа, го испрати Таткото небесен. Мојот Татко е Семокниот Бог. Мојот Бог е Исус Христос. Сила небесна. Првиот и последниот, почеток и крај, Алфа и Омега, се во се. Се е од Него и за Него создадено. Значи, се врати назад Исус и пристигна во својот град. Витлеем, Капернаум, Ерусалим, Израел. Или понатаму, дојди во Македонија и помогни ми, македонската земја, папокот на светот. И ете донесува при него еден фатен од што од сатаната во неговата мрежа, положен на постела. Демоните се фурии и македонската народна култура. Фуриите, болестите се демони, го знае тоа, па дури и фуриите и невремињата. Значи, вирусот корона е демон. И ако вие се плашите и немате доволно љубов, вие не сте. Вие сте свињите во кои е дозволено да влезат демоните. Значи, предходната глава вика, и бесовите го молеа и говореа, ако не изгониш, позволи ни да отидеме кај свињите. Значи, свињите се луѓе кои не сакаат да се откажат од собственото. Се враќаат на собственото. Ги носиш до Исус, доаѓаат и пак се враќаат на собственото. И тогаш вирусот корона ќе ве плаши. Донесува при него еден фатен положен на постела, па кога ја виде Исус нивната вера. И тие велат, да, само вера. Почетно е добро да имаш само вера. Тоа е почетната позиција. Застануваш пред Исус. Па кога ја виде Исус нивната вера, нафатениот му рече, не плаши се, чедо. Ти се простуваат гревовите твои. За да бидеш исцелен ти е потребен вера. А потоа за да чекориш по него, станете да си одиме од овде, вели Исус, или врви по мене, остави ги мртвите, да ги погребуваат своите мртовци. Тогаш ти треба дела на љубовта, да се прочистиш. Лозата која не дава плод, се сече и се фрла во оган, да даваш плодови. Плодови на љубовта, мир, љубов, трпение, сомилост, разбирање, простување. Тогаш некои од книжниците рекоа во себе, овој богохулство.
Може би така зборуваат и за мене. Знаете, јас не зборувам од себе. Духот на мојот Отец зборува. Не заборавајте дека апостол Павле ги убиваше христијаните, ги гонеше. И после едно проблеснување, духот го учеше веднаш откако прогледа. Малку се окрепи. Појде да го шири Евангелието. Дојде во Македонија, кај македонците и македонските цркви. Овој богохулствува. Учен беше од Светиот Дух, не од луѓе, не од телесно читање на Библијата. Тогаш некој од книжниците рекоа во себе, овој богохулствува. Знаете, судот нека почне од вас внатре, во твоето срце. А штом ги разбра мислите нивни, рече, зошто мислите лошо во срцата ваши? Зошто мислите лошо во срцата ваши? Колку пати, ако земеш самиот да се судиш, помислуваш денеска. Доаѓаат мисли што не се твои, што не се љубов, што не се покорни на Исус, на љуби го својот ближен, како самиот себе си. И тогаш велиш, Исусе, дај ми сила да го надвладајам ова или бегај од мене, Сатано. Зашто мислиш на она што е човечко, а не на она што е Божјо. Или што е полесно, вели Исус, да кажам ти се простуваат гревовите твои, или да кажам стани и оди. Значи, за да ти се простуваат гревовите твои, треба да станеш. Ти си седнат, врзан за земјата, за ова време, за овој свет, за тоа што го имаш. Го држиш како кучето што ја држи коската во забите и не ја пушта. Стани и оди. Каде? По Исус. Он е патот. Нели го разбираш тоа? Аристотел велеше, избери патека. Тој велеше, Бог е самиот живот. А потоа дојде Исус и ја кажа целата вистина, чистата вистина. Јас сум патот, вистината и животот. Стани и оди. Кога одиш по Исус, кога љубиш како Исус, кога постапуваш како Исус во дела на љубовта и го зборуваш Словото, тогаш во дух стануваш вистински негов ученик, бидејќи се љубите еден со друг, ги љубиш сите други, си им простил, не осудуваш. Се покајуваш за секој греф и за гревовите на твоите предци, ја бараш Божјата волја и го бараш Царството Божјо. Царството Божјо, стани од оваа земја и одврзи се. Овде сме привремено и овде во Маврово доаѓам и будам тоа чувство. Во оваа Мавровска црква, во Исусовата заедница, во духовната црква на Исус Христос, не во земните. Знам дека сум овде привремено, ќе дојдам 5-6 дена, снимам завети. Потполно сум сам. Нема живо пиле. Денеска сите се исплашени од короната. Двајца во бурекджилницата. Докторот, мојот добар пријател, Соле, кој на некој начин ги чита Словото, разбира што е живото Слово и постапува како Исус. Мојот сотрудник, пријател, Арсе. Толку е. Понекогаш со денови не разговарам со никого, освен со духот на мојот Отец. Што е полесно да кажам, стани и оди, треба да одиш по Исус, значи, но за да знаете дека Синот човечки, така се простуваат гревовите, кога одиш по Исус. Бидејќи ти секојдневно, постојано во мислите и во делата, во постапките, излегуваш од законот на љубовта. Без Исус немаш љубов, со телесно читање на Библијата ништо не ти помага. Треба духот на нашиот татко кој е љубов. Не е вечно проклетство и вечно не се лути, кој е љубов, да те исполни. И ти да се обликуваш и да се усовршуваш во љубовта, но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да проштева гревови. Значи, ако дојдеш пред Исус ќе ти се простат гревовите. Тогаш му рече на фатениот, стани човеку. Ти си се фатил за земјата, за тоа што го имаш. Сакаш уште да приграбиш. Стани, земи си ја постелата и оди си дома. Знам еден сотрудник. Едно време не водеше Исус заедно. Бев таму да видам. На границата меѓу демоните и ангелите.
изцелителни терапии кои се наплаќаат. Знаете, секој ќе одговара за делата. Ако ти лажеш татко на лагата, е ѓаволот. Ако ти собираш пари на земјата, му служиш на мамона. Земи си ја постелата и оди си дома. Треба да станеш и да чекориш по Исус. Каде е тоа дома? Каде е тоа дома? Дома е Божјото царство на небесата. Овде сум привремено. Трчам за наградата. Како апостол Павле. Во еден момент во Израел, кога бе во Ерусалим, со една тајфа сотрудници. Во молитва ми кажа како апостол Павле. Со денови размислував, што сака да ми каже мојот татко. Па тоа е. Јас сакам да си заминам горе. Станите да си одиме дома. Каде дома? Божјото царство. Мојата вистинска духовна природа кај мојот татко небесен, кој сите ве љуби и долго трпеливо ве чека да се покаете. А вие немате љубов за ближниот свој кој ви рекол нешто, ви искарал. Како ќе бидете камен во духовната црква Исусова, кога сте се врзале за земјата, за некоја земна заедница и црква? Стани, земи си ја постелата и оди си дома. Дома е Божјото царство небесно без бројка Исуса Христа, каде што престолот се Отецот и Агнето. И тој стана, слава ти Господи Исусе Христе, ја зеде постелата своја и си отиде дома. Дај Боже сите да станете, да се одврзете. А народот кога го виде тоа, се мешаат духовниот, телесниот и духовниот свет. Библијата има секогаш три ниво. Едниот е телесен, другиот е на ниво на разбирање. И третото е духовно значење. Например, жена кој се соединува со блудница. Еден дух е со неа. Се мисли на жена. Ако таа оди во грешна црква, во сатанска, ти сакаш, ти одиш малку во сатанска, малку кај нас. Се мисли на душата твоја, на заедницата на црквата и на државата. Тоа се сите оние кои не се во Исус. Велат дека се во Исус, а не се. Бидејќи го немаат Исус во срцето, се зачуди и го прослави Бога кој им дал таква власт на луѓето. Кога ќе видат чудо, луѓето поверуваат. Блажени се оние што не видоа, поверува. А кога си одеше од таму, Исус виде еден човек по име Матеј. Матеј, другарче, добре дојде кај Исуса. Како седи на митницата и му рече, врви по мене. Битен момент, врви по Исус, човеку, не по луѓе, не по деноминации, не по врзаности за земјата, врви по Исус. Тоа значи да научиш покрај движењето физичко што го имаат и животните, да се движиш во духот. Слава ти, Господи Исусе Христе. И тој стана и тргна по него. Дај Боже, Исусе, сите да станат и да тргнат по тебе. Кога седеше Исус на трпеза дома, овде на земјата и горе на небесата. Слава ти, Исусе. Одеднаш мнозина митници и грешници дојдоа и седнаа до него и до учениците негови. Тие што се покајале или што ќе се покајат. На двете нивоа, значи ако зборува за земното и за небесното. Пазите сега, фарисеи. Тоа се луѓе што го знаат писмото, цитираат, поучуваат библиски школи, Стариот Завет, а го распнаа Исуса. Тоа е текстот. Словото без дух е мртво. Словото убива. Навистина убива. Го уби Исус. Не може да го убие, тој победи смртта, но така е. Надворе ладно. И кога седеше, но штом го видоа тоа фарисеите, им рекоа на учениците негови, зошто вашиот учител јаде и пие со митници и грешници? Аха. Избраниот народ, спасените по благодат. Евреите не се мешаат. Идолопоклонство кон својот ум и своето знаење, наместо покорност и служење кон Исус. Исус кога го чу тоа им рече, здравите немаат нужда од лекар, а болните.
Здравите немаат нужда од лекар, а болните. Одете и научете се што значи милост. Сакам. Одете, вели. Одете, не да седите, не да се врзете. И да се научите што значи милост сакам, а не жртва. Зашто не сум дошол да ги повикам праведниците? Не сум дошол да ги повикам праведниците, а кои се праведници на земја? Тие што мислат дека се праведници. Тие што мислат дека се спасени. Тие што мислат дека го знаат Словото, го распнуваат Исус. Тие што цитираат, а не му служат на Исус, си служат на самите себе си, на своето себелюбие, туку грешниците на покаяние. Тогаш дојдоа при него учениците Јованови и рекоа: зошто ние и фарисеите постиме многу? Учениците Јованови постат заедно со фарисеите, ако вашата љубов, пази, не ја надмина онаа на фарисеите, ако вашата праведност. Зашто ние постиме, твоите ученици не постат? Па затоа што ние не постапуваме по земни правила и деноминации. Ние чекориме во духот на нашиот небесен Отец. Тоа е оно, моите мисли не се ваши мисли. Моите патишта не се ваши патишта, но треба да се мислите да бидат покорни на Исус, за да можеш да му кажеш на сатаната: бегај од мене, сатано, во името Исусово, надвор од македонскава земја, ти што ги плашиш и од целата земја со вирусот корона, во името на Исус. Амин. Исус им рече: зар можат сватовите да бидат нажалени додека е со нив младоженецот? Исус е младоженецот, сватовите се неговите. Се прави свадба, црквата, Исусова, невестата. Но ќе дојдат дни кога младоженецот ќе се оттргне од нив. Тогаш тие ќе постат. Знаете, стиховите не се да се раскажуваат приказни. Дали вие го љубите Исус како невеста? Дали вие го љубите Исус над се? Кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене. Некои луѓе заради тоа себе љубие на собствените. Тоа не значи да ги оставиш. Знаете, тешко се разбира. Зашто никој не крпи стара облека со нова крпа. Излегол од една зеница, дошол во друга, отишол во трета. Истото. Човеку падни на колена, покај се, застани пред Исус. Стани и оди по Исус, остави заедници, доктрини, глупости. Слушаш, си се натоварил со стихови, како 2 кубика дрва. Мртви стихови. И ке се свиткаш, и ке овкаш. И потоа ке викаш: помош, Господе. А јас ти зборам за татко. Мојот татко е семокниот Бог. Мојот Бог е Исус Христос, Алфа и Омега, почеток и крај, првиот и последниот. Он е пред се и во се преку него се држи. Зашто никој не крпи стара облека, ниту пак се става ново вино во стари мевови, инаку мевовите ќе напукаат и виното ќе истече и мевовите ќе пропаднат. Треба да умре стариот човек, да го оставиш стариот човек, човеку, синко, да го оставиш стариот човек. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но како да го оставиш, тоа е проблем. Тешко се менуваат луѓето, си го сакаат своето. Треба да оставиш, да си ја земеш постелата и да одиш дома по Исуса Христа. Туку ново вино се става во нови мевови, па така ќе се запази едното и другото. Слава ти, Исусе, додека он им говореше, затоа ете некаков началник се приближи до него. Му се клањаше и велеше како се застанува пред Исус, но не само телесно. Твојата суета и твојата душа и твоето срце треба да се поклони, да се отвори пред Исуса. Му се поклонуваш и велеше: ќерка ми умре сега. Туку дојди, положи ја раката своја над неа и таа ќе оживее. Видете, зборува за ќерка. Може да се однесува за ќерка телесно, за неговата душа и неговата заедница. Началник е тој и неговата земја.
И како стана Исус тргна по него заедно со учениците своји, и ете една жена која беше страдала 12 години од крвотечение се приближи одзади, се допре до крајот на облеката негова, зашто си велеше само ако се допрам до облеката негова ќе оздравам. Дали ти доаѓаш со таква вера кога нешто те боли пред Исуса? Но треба да простиш на сите. Овие чуда се напишани за да разберете процес како се застанува пред Исус. Ретко кој го разбирува, да научиш да молчиш во присуство на Семокниот Бог. Он да зборува ни тебе. Значи, таа се допира до него и се исцелува. А ти треба да простиш на сите, да се покаеш за твоите гревови од срце и за гревовите на твоите предци, никого да не осудиш, да ја прифатиш Божијата волја, да не мрмориш, да се само проколнуваш во зборовите има живот и смрт и да го бараш Царството Божјо. Станете да си одиме дома. Дома ми е горе. Овде сум привремено. Дали ти така размислуваш, брати и пријатели, ти се важни за земјата, ти работите за кој си врзан. Исус штом се заврти, ја виде, рече: не плаши се, Кирко, верата твоја те спаси. Точно е, верата спасува. Но тоа е почетна позиција. Почетна позиција. Потоа треба да станеш и да одиш по него. Инаку ќе бидеш тука некаде. Ќе останеш во пустината. И ако мрмориш, нема да ти служат ангели, ако не мрмориш, ангели му служеа. Пази, и оздраве жената во тој час. Тогаш оздравуваш. И треба да тргнеш по него. Ако заминеш во тој час, ако немаш веќе земно време, зашто тогаш ти имаш време на земјава? А пишано е, сатаната е фрлен на земјата. Кој е сатаната? Добро прашање. Има тело духовно и тело телесно, значи два типа има. Синови човечки, односно синови ѓаволски, и синови Божии, оние што се со Исус. Нема меѓу простор. Така вели Исус. А ти, ако имаш срце, ако имаш уши да слушаш, очи да гледаш и срце да разбереш, да се покаеш, да бидеш исцелен, врви по него. И кога дојде Исус во куќата на началникот и ги виде свирачите и народот збунети, им рече: излезете надвор, зашто девојката не е умрена, туку спие. Може ли некој да умре? Кога го оставаш телото, луѓето се плашат, бидејќи не го познаваат Семокниот Татко мој кој е љубов и Исуса Христа. И тие знаат дека има нешто, но не им е јасно што и за делата ќе одговараат. За делата ќе одговараат. Ќе поминат со духот. Но штом ги истера народот, он влезе и ја фати момата за рака и таа стана. И се расчу тоа по целиот тој крај. А кога Исус си одеше оттаму, тргнаа по него двајца слепи и викаа: помилуј не, Исусе, сине Давидов. Исусе, сине Давидов. Исусе, сине Давидов, помилуј ме. Тогаш се допре до очите нивни и рече: нека ви биде според верата ваша. Секој од нас ќе биде според верата. Но ако ти веруваш во Исус и не му дозволуваш тој да те води, дали ти имаш доверба во него? Дали си му предал се? Дали се прифаќаш со радост? Дали на се враќаш со љубов? Дали ја даваш и горната облека и кошулата, одиш 10 милји, кога ќе ти речат додиш 2? Дали ги љубиш сите како самиот себе си? Дали си им простил на сите? Тоа се прашања. Дали ти врвиш по него, за да си одиш дома? Тогаш се допре до очите нивни, нека ви биде според верата. Верата подразбира да ја исполнуваш заповедта негова, да останеш во неговото слово. Кога? Кога нема да биде баш пријатно. И очите им се отворија, Исус им заповеда строго: гледајте никој да не узнае. Видите, тој кажува едно, тие прават друго, и тоа е интересна приказна. А тие што ми излегоа разгласија за него по целата земја. Знаете, ако вие замолкнете, камењата ќе проговорат. Додека тие излегуваа, доведоа при него еден човек нем и бесен.
По изгонувањето на бесот, немиот проговори, народот се чудеше и говореше, никогаш такво нешто не станало во Израелот. Слава ти, Господи Исусе Христе. А фарисеите велеа, тие што го знаат писмото, ако си ти еден од тие што го знаеш писмото и го цитираш, а немаш љубов и осудуваш, ова го велиш, он ги изгонува бесовите со силата на началникот на ѓаволите. Имаме и такви случаи. Видете на интернет, имаме и тука во соседството. Техники на исцелување, а вели дека е во Исус. Техники на исцелување, методи, а вели дека е во Исус. Знаете, ако сгрешиш против Светиот Дух, велиш дека гледаш, не си слеп, нема да ви биде простено ни на овој, ни на оној свет. Секој ќе одговара за делата свој. Он ги изгонува бесовите со силата на началникот на ѓаволите. И одеше Исус по сите градови и села и поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше Евангелието за царството, тоа е почеток, значи, мора да има подуп. Има една група сакаат дојдат да пеат, да се дружат, не сакаат да слушаат поука. Песни слегоа, имаме преку 40 песни од дух. Не сакаат поука, доаѓаат од време на време. Не сакаат да се менуваат луѓето. Сакаат да пеат, да играат. Ние можеме да се молиме 100 пати, 1000 пати. Ако не се менуваме и не врвиме по Исус, ако останеме на истото ниво, верувам во Исус. Што значи да веруваш во Исус? Па да постапуваш како Исус. Да чекориш по Него по тесната патека. Тесна е патеката, што води кон животот. Значи, го поучуваше по нивните синагоги, го проповедаше Евангелието на царството и лекуваше секаква болест и секаква немоќ во народот. А штом виде многу народ се сожали зашто беа изморени и прснати како овци без пастир. Така сте сега на земјата. Сите сокриени од коронавирусот, прснати како овци без пастир, во стравови, несигурност, сатаната ве сее како пченица. Господе Исусе Христе, Сине Давидов, смилувај ни се, смилувај им се. Тогаш им рече на своите ученици, жетвата е голема, а работниците се малку. Дали ти работиш за Царството Божие или само пееш песнички, играш оро во некои заедници, цитирате, догмитирате, гледаш проповеди? Дали си ти ловец на луѓе? Дали даваш плодови? Затоа помолете го Господарот на жетвата да испрати работници на својата жетва. Татко мој, во името на Господ Исус Христос те молам да им ги отвориш очите и ушите на сите оние што ги слушаат овие слова и да клекнат на колени да кажат: Господи Исусе Христе, предавам се во Твоите раце, мојот живот кој е Твој живот, бидејќи Ти немаш ништо. Се Ти предавам Тебе, дојди и води ме да чекорам по тесната патека што води кон животот. Мир вам до Божиот Царство Небесно, за да можеме да си одиме дома, бидејќи овде сме привремено, по извесен период ќе го разберете тоа, луѓето умираат секојдневно. Завршува нивното земно траење. Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, чекорејќи, постапувајќи во љубовта, дозволувам да ме обликуваш, Ти зборувај низ мене, мир вам до Божиот Царство Небесно. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божиот Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно.
Silata tvoja po ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitel, vo nego veruvam, za nego žive ja.